Почитувани граѓани, енергетските предизвици се заеднички, наши, на регионот, на Европа. А нивното решавање бара заеднички пристап, заедничко планирање и заеднички акции. Токму затоа се обединуваме низ механизмите како што е Европската политичка заедница, сите заедно за да постигнеме енергетска транзиција, за да обезбедиме проширување на Унијата, за да ги одбраниме европските демократии од агресиите со кои се соочуваат. По тој повод, чест ми е што заедно со премиерот Ковачевски учествував на самитот на шефови на држави и влади на Европската политичка заедница, која што се одржа во Кишињев во Молдавија. Пред 47 лидери, пред најширокиот европски форум ги пренесовме нашите искуства и мерки преку кои се справуваме со енергетската криза и кои не позиционира како регионален центар на зелена енергија, но и како лидери во енергетската диверсификација и трансформација. Средбите во Кишињев за нас беа и платформа за окрупнување и засилување на поддршката која добиваме цела Европа за нашите следни чекори за членството во Европската Унија. Макрон, Шолц, фон дер Лејен, Мишел, Мецола, Зеленски, Рама, Вучич, Милатовиќ и многу други. Сите ни оддаваат признање за постигнатото досега и за тоа што сме пример за земја која изолацијата ја замени со напредок. И сега, сите наши европски пријатели очекуваат од нас максимална одговорност за државничката одлука што треба да ја донесеме во наредниот период со измените на нашиот устав. Заеднички е ставот на сите наши пријатели, дека со тоа ќе направиме уште еден значаен чекор за просперитет и за европска иднина на сите македонски граѓани. Нашата иднина е во Европска Унија. Друга алтернатива немаме и нема да имаме. Ние сме во моментов на најдобриот и најбрзиот пат до она што нашиот народ го заслужува, а тоа е просперитет, благосостојба и сигурна иднина. Европа е нашиот дом.